Прилеп го доби собранието за млади за брзо и младинскиот совет. Кои се приоритетите и што им недостасува на младите во Прилеп? Второ линковско вклучување од Прилеп на количката Елизабета Митровска. Елизабета, добро утро по втор пат. Повели со твојот соговорник. Благодарам, да, Прилеп неодамна го доби собранието на млади, а за скоро до крајот на месецов треба да се конституира и Советот на млади. Со нас утрово гостин е Дино Релушковски, преседавач со собранието на млади. Дино, одговорна функција и едно од најважните прашања е што е она што им недостасува на младите, што е она што треба да се поправи да бидат активни чинители. Првото прашање кои се приоритетите на собранието? Имате ти си представник од извидничкиот одред Феникс, навистина вистински пример. Имате од средните училишта, од помладоци на партии и кои се приоритетите? Најпрво им благодарам за приликата да гостувам во утринската емисија. Добро утро на сите во Прилеп и во Македонија. Како што кажавте, се формираше по втор пат локалното собрание на млади во Прилеп. Нашата задача во моментов е да избереме локален младински совет, кој што ќе има советодавна функција во Советот на општина Прилеп. Приоритетот е тој, после формирањето на локалниот младински совет, потоа останува да действуваме во наредните 2 години заедно сплотени, со цел да ги постигнеме целите на младите во Прилеп. Па кои се приоритетите, што е тоа што недостасува? Се чини дека во сите сфери им недостасува нешто на младите. Најпрво им треба да се потрудиме да имаме фер систем во општината и во државата, да имаме прилики, да имаме младински центар, како што кажував во претходните денови. Ни треба наше место каде што може да действуваме неповрзано од другите работи што ги прават младите. Покрај кариерното развивање, нас не треба и здружување, можности за едукација, неформално едуцирање, место за волонтеризам, како ние да докажеме дека правиме нешто за општината во конкретниот случај без да побараме нешто за возврат и да бидеме активни чинители во самото општество, тоест да донесуваме заклучоци во врска со одлуките што ги носат поголемите во нашата општина, со цел младите да бидат застапени, да имаат добар живот во општината. Може да кажеме некои конкретни примери, на пример, што е тоа што треба да се смени? Прво треба да се формира младински центар. Тоа ни е неопходно, веќе доцниме со формирањето во Прилеп. Потоа ние ќе имаме повеќе мојк и ќе имаме еден младински работник кој што ќе го раководи младинскиот центар и ќе биде еден главен помошник на младите. Ќе имаме свој буџет, ќе имаме своји програми кои ќе ги правиме и конкретно ќе бидат младите застапени преку и собранието и младинскиот совет, па и во младинскиот центар со програмите што би ги имал. Што сакате да смените? Повеќе достапност до што да имате? Високо образование, сфери социјална и од другите? Сето од тоа што го спомнавте го сакаме. После изборот на председател, да председавам со собранието на млади, разговарав што кога ќе ме викнат на телевизија треба да кажам, тоест што сакаат младите реално, заради тоа што треба да ги представам ставовите на сите млади. Јас сум избраник на собранието кое што членуваат 12 организации со по 2 делегати кои представуваат многу поголеми групи на млади. Не треба подостапно образование високо, ни треба подостапно образование и неформално. Ни треба место каде што ќе може да си искажиме ставовите и мислењата во врска со одлуките што се носат во општината како советот, Не треба гласот да биде чуен од некој што сакаме да се сети дека бил млад или во моментот е млад и дека може да ни помогне да ги достигнеме нашите цели. Тоа може да ги задржи младите тука, ти известно време си студирал во странство, па се врати овде. Да, мислам дека осигурувањето на балансирана средина во еден град, од кариерен аспект, од здружувачки аспект, од вклученост во заедницата, можностите да се вклучат, информираноста, младите се недоволно информирани иако живееме во информатичко општество и во тој период каде што
дури премногу информации не достигнуваат до младите на социјалните медиуми. Сметам дека колку повеќе бидат информирани, толку повеќе ќе може брзо да ги достигнеме, нели, да ги достигнеме целите и да бидат вклучени во општеството и во случувањата во градот. Па може да имате и своја електронска страница преку која ќе известувате младите? Точно така, веќе имаме, веќе работиме на тоа. Може да си ги запишете информациите, тоест веќе е основан мејл на собранието локално собрание на lsm.prilep на gmail.com и може да го заследите слободно профилот на Инстаграм. Ние одлучивме првин да коригираме Инстаграмов профил како платформа каде што младите се повеќе застапени. Локално собрание на млади во Прилеп. Слободно заследете го и тоа би било на првична комуникација меѓу младите, тоест секој би можел да се вклучи од општината со совет во анкети, би правеле анкети што сакаат реално младите во Прилеп, какви настани сакаат да правиме, кои цели треба да ги достигнеме за да сите млади уживаат во еден балансиран град каде што можат да се развиваат на секое поле. Ете, Дино, дадовме првиот контакт до младите, па можат слободно да се јавуваат, да изнесуваат своите размислувања и она што би посакувале, ќе помогнат многу. Посакувам многу успех. Последна прилика ќе разговараме кога ќе потегнете и некои нови акции. Може? Се надевам дека ќе биде формирано успешно локалниот совет на млади и заедно ќе достигнеме многу за градот. Благодарам. Тоа беше Дино Релушковски, преседавачот на новото собрание на млади. Наскоро го очекуваме советот на млади и очекуваме акција, се разбира. Студио.